Здраво дечки, добро дојавте во новата епизода на Феникс 11. Денеска имавме прилика да снимаме ново видео во просториите на Љубезност, која што организира работилница за плетење со соработка со Crochet for Change. Денеска ќе поразговараме со Тони Станковски. Добар ден. Која е приказната позади Љубезност? Благодарам прво на поканата, Илина, за ова интервју. Љубезност започна со работа некаде 2013 година, кога почнавме како иницијатива. По неколку мина луѓе кои што едноставно одлучивме да не ја вртиме главата кога ќе поминеме покрај некого на кого му е потребна помош, дали тоа во паркот, дали во градот, било каде. Едноставно одлучивме да дадеме дел од себе и да им помогнеме на тие луѓе. Секој пат кога се одеше во маркет да се купат некои производи за себе, секогаш купувавме производи, една цела количка која што на крајот на неделата ја дониравме на некое семејство. И така приказната растеше. Секој еден со кој се знаевме, дали беа колеги од работа, пријатели, роднини, ни се приклучува на некаков начин. И веќе во 2015 година официјално го формивме Сдруженијето Љубезност. Оваа година правиме 10 години јубилеј од Љубезност или 12 години кога почнавме како иницијатива. Од тогаш до денес развиваме голем број на активности кои што сакаме да бидат континуирани активности во помош и поддршка на нашите крајни корисници, а тоа се бездомниците и социјално загрозените семејства и поединци. И во нашиот склоп на нашата работа имаме голем број на млади луѓе кои што сакаат да дадат свој придонес во работата на Љубезност, дали се тоа волонтерски ангажман, дали е врз база на донации или било кој друг начин. Така да многу сме задоволни од овој цел период позади нас, затоа што сите заедно можеме да придонесеме и да помогнеме некому. Во ред. Дали сметате дека луѓето во нашата држава доволно се грижат едни со други? Не можам да кажам некоја генерална оценка, меѓутоа има доста примери во склоп на нашето работење во овој изминат период, каде што гледаме дека луѓето знаат да бидат емпатични, знаат да едноставно покажат внимание и да помогнат на другите. Имаме безброј случаи каде што ни се јавуваат граѓани кои што ни кажуваат во нашата зграда или во нашето соседство има во семејство кое што е социјално загрозено, каде што ние како станари, комши му помагаме. Меѓутоа му е потребна посеопфатна помош и затоа ви се јавуваме вас како здружение за да може да му помогнете малку повеќе од тоа, нели? Добро. Дали сметате дека нашето општество доволно се грижи за послабите, за маргинализираните луѓе? Моето мислење е дека може подобро од тоа што е сега и дека треба да изнаоѓаме начини како општество, како луѓе, како чинители во општество да наоѓаме начини како да ги правиме работите подобро, како да се променат животите на луѓето, сите оние предизвици што ги имаат, пречки во животот од било која причина, заглавиле, се наоѓаат на ивица на екзистенција, така да тоа е нешто кое што навистина треба да се практикува или да се прави во следен период. Здраво дечки, тука се наоѓаме со една од прекрасните луѓе која го организираше овој проект, која што се вика Лавинија. Здраво, Лавинија. Здраво, Кади. Имаме неколку прашања за тебе. Дали ќе може да започнеме? Се разбира. Кажи ни нешто за твојата улога во Љубезност. Добро, здраво дечки. Мојата улога во Љубезност, значи јас сум тука практикант, веќе скоро 3 месеци. Почнав во септември да доаѓам тука. Јас студирам на Американ коледж, студирам психологија и еден ден така ми стигна мејл дека од Љубезност бараат практикант кој студира психологија. И јас си рекол зашто да не, ќе помогнам на луѓе и многу сум задоволна до сега за целата работа што ја прават Љубезност. Кажи ни како дојде до идејата за овој проект со Crochet for Change?
Епа, Ени ни е тука волонтерка, ќе ви се представи подоцна. Заедно со нејзе приметив дека има нешто плетено и бев ко, чекај малце, јас плетам, јас цело време тука нешто си правам у позадина едно друго и исто така и Тони и Весна ми приметија и дојдовме до идејата зошто да не направиме нешто да помогнеме на бездомниците и на социјално загрозените фамилии. И да, едноставно имавме еден состанок, се договоривме и едноставно почнавме со работка, почнавме со плетење, ни дојдаа многу луѓе и искусни и неискусни во плетење и ова све што гледате пред вас се наши изработки. И така. Гледаме збориш и плетеш. Кажи ни колку долго плетеш, колку долго имаш искуство. Јас плетам 3 години, значи од 2022 година, не сум сигурна кој месец, но да, имав така тежок период и барав ново хоби како да се занимавам и почнав со правење на облека, имаше многу фейлови, пошто е тешкичко е за учење, но кога стекнав искуство, ми стана интересно и најомилено нешто за правење. И така. So now we are here with Annie, who is the founder of Crochet for Change and also the co-founder of the Skopje chapter. Hello, Annie. Hi, Elena. So can I ask you some questions? Of course, go ahead. What is Crochet for Change? So, Crochet for Change is a nonprofit that I founded my freshman year of high school, and it essentially takes art and uses art to fight against injustices and to contribute to community service. So we do a lot of projects like the one we're doing here in Skopje, where we're donating scarves, hats, and mittens, or gloves, I guess, to those experiencing homelessness and those facing the harsh winters. Okay. How did you come up with this idea? Well, I started learning how to crochet in middle school during the COVID-19 pandemic. So I spent a lot of time making just random things, and I decided that I wanted to use what I love to do and turn it into something I can create an impact with. So I started out by selling products and donating the profits to different charities, but I realized that crochet can be used for so much more, including community building. So I found that a lot of people wanted to get together and create things to make a change. So it was kind of like I wanted to make a change, but then I reached out to other people, and other people were very passionate about the same things as me. So, yeah. How do you like Macedonia so far? I love it. I think it's great. I got very lucky because I live in Skopje and I live in the center of the city, which means that there's always something going on. So I love the energy of the city, and I also really like the people. I've met so many great friends here. Everybody's really friendly, and I also feel like it's very easy for me to ask help whenever I'm lost or anything like that. So yeah, it's been very fun so far. Well, thank you so much, and se гледаме на следното.